Може да се представам, ама и не мора, затоа што веќе 10 минути ми го гледат името на скрин. Океј. Јас сум Габриела и ова е Фейзер. Ама пред да почнам директно со Фейзер, кој ми го контролира екранот. Пред да почнам директно да зборам за Фейзер, ќе ви кажам малце повеќе за него и зашто ќе зборам за него. Долго време работев на игри со Unity и одлучив дека е време малце да се свичнам. Да пробам нешто ново. Одлучив да барам нешто поврзано со JavaScript, пошто тоа е јазикот што го сакам, и го најдов Фейзер. Пишуваше на Google дека е beginner friendly и дека е лесен за учење, дека едноставно не ти треба многу познавање. Бев кој ќе го пробам. Почнав да го учам 2 дена пред да му пишам на Дарко дека сакам зборам на Beer.js, така што 2 weeks later тука сме. Beginner friendly tutorial од Feizer Beginner. Идеме дирекција на Feizer. Feizer е open source game framework што се користи за правење на веб базирани игри. 2D веб базирани игри и исто може да се користи во правење на веб сајтови за анимација и ово, ама денес ќе збориме само game dev делот. Доста лесен за користење, единствено нешто што ви треба е download Feizer. Надоле малце да скролнеме, има download во Windows и macOS. Нема за Linux, извинете. Јас го имам веќе симнато, така што нема да го симнам сега. Ќе го отворам директно. Океј. Ова е лончерот. Дали од кај мене ово? Не ми е пуштено ништо со видео. Океј. Ај го мјутнеме. Што ќе збориш ти, ја ќе зборам. Океј, ово е интерфејсот на лончерот, малце потсеќа на Steam, малце не. Кога ќе опуштате прв пат ви бара регистрација. Јас сум моментално најавена, така што тоа нема да ви го покажам, ама лесно пишувате само имейл и пасворд. Кога ќе се отворе прв пат имате и понудено темплејти. Јас веќе имам вкреирано проект од темплејт со играта 2048 и тука го има основните потребни компоненти на еден проект, што се во глобала еден HTML и еден JavaScript. Имаме повеќе сцени за што покомплексна игра од тоа што ќе правиме ние денес. Ама ќе ви ја пуштам да ја видите прво неа. Тука ќе ви покажам зашо уствари одбрав да не работам на Feizer лончерот денеска. Стискам надоле инаку и ништо не се дешава. Да, малце е поспоричко и затоа одлучив да си го користам стариот добар Visual Studio Code. За работа на Visual Studio Code ќе ви треба да инсталирате Feizer модул, што па го имам инсталирано, ама ово е се што ви треба. Нема да го пуштам сега да врте, затоа што ќе ни треба 10 години почнеме. Океј, јас веќе си имам креирано фолдер и во него си имав симнато асет за да не губиме време на тоа. Ама ако некој го интересира натаму за како да ги најде соодветните асети за Feizer, затоа што се малце покомплексни, пример ако симнеш транспарент PNG нема да функционира колайдерот. Тоа ќе го збориме после презентација. Океј, според лончерот, кој што гледаме, имаме еден HTML и ќе ни треба еден
JavaScript. Доста е толку. И сега нека се вика Beer.js, зашто да не. Океј. Се што ни треба во JavaScript-от е CDN од Phaser. Затоа што тука на лончерот може да видите дека го има локално, ама ние го немаме локално. Затоа ќе користиме CDN. Живот без лувче е тежок. И ќе ја дефинираме и другата скрипта, во која што ќе го куцаме кодот. И тука е битен редоследот, мора да е дефинирана прво CDN скриптата, па после тоа се дефинира нашата скрипта, зашто иначе нема функционира, не може да се пушта. Океј, и тоа е тоа. Сега може да почнеме со JavaScript-от. За да се почне Phaser проект не е потребен не е потребна JSON конфигурација, така што ќе почнем со тоа. Да. Океј? Или уште малце? Океј. Хај го симнем ова. Супер. Единствена негативна страна на Visual Studio Code со Phaser е тоа што нема autocomplete. Така што цел код го пишувате сами. И typos will happen. Ако некој знае и виде typos, слободно може да ме поправи. Ама еден config файл има render type. Ние сега ќе му оставиме да биде auto. Може да биде Phaser WebGL и Phaser Canvas. Го бирам auto зашто не секој браузер поддржува WebGL, па да може да функционира на повеќе браузери. И може да му зададеме на Canvasот и големина. Се ова е мало, ама за да гледате што се решава е подобро. Нека биде 906, зашто да не. И друга работа што треба да се дефинират се сцените. Со мала буква е. Не. Со мала буква е. Океј. Ние нема да дефинираме сцени, ќе работиме на таа што ни е дадена од Phaser директно и ќе користиме главните функции, тоа се preload, create и update. Во preload ги лодираме обично асетите, во create ги ставаме на сцена и во update ги пишуваме главната логика. И ќе му дефинираме физика, за да може да имаме карактер што се движи после тоа. И default нека ни биде arcade. Arcade е обично полесно, ама може да се користи и метр што е за пореалистични движења. Ама нас во овој случај не ни треба. Па ќе одеме со arcade, пошто зашо се мачиме. И мора секако да ја декларираме играта со Phaser game од конфигурацијата. Океј, ќе одзумирам малце за да го стартнам лайв серверот. Ќе одеме со лайв сервер зашто ќе користам локални асети. И Phaser функционира на принцип кај што нема да се ладира ништо ако одеме директно со HTML файл. И немаме ништо. Немаме ништо затоа што немаме ништо декларирано. Океј. Може да ги декларираме функциите. Не им даваме никакви параметри.
Да. Океј. Океј. Сега си ги имаме и може да му даеме некоја позадина. Јас сакам да правам сега платформерче. И нека биде позадината некое небо. И слики се додават со функцијата load image. Нека се вика sky параметарот и нека биде од assets sky. Се надевам дека беше JPG. JPG файл. Good. И сега ќе го вставиме во сцената со функцијата add. Да, толку е лесно, само логика. Кај да се наоѓа? Параметрите што ги прима оваа функција се позиции, не прима size. И ќе го ставиме некаде ајде на 300-400, па ако треба ќе го смениме sky. Океј, дали ќе се деси нешто? Не, ништо не се дешава. Да не се дисконектирав случајно. Не. Океј, сега, океј, тука. Океј, шум ништо не се дешава, знаете дека имам тајпо. Хајде да видиме дали ово не е тоа. Океј. Добро што си имам веќе спремно. Па само ќе видиме што имам грешка. Па, не имам грешка. New фала. Фала многу. И се треба да имаме нешто. Имаме небо. Океј. Сега кој имаме позадина, зашто не даеме некој карактерче се движи на таа позадина? Си го лодираме карактерчето. И да, инаку луѓе, небото е виолетово. Океј, нека биде player. И мислам дека го имаме. Ќе го користиме официјално Phaser Dude, што е многу cool лик. Сега за разлика од позадината, за тоа што ние ќе го користиме карактерот за играње со него, ќе го дефинираме малце по друг начин и ќе користиме физика. Тоа што го прави физиката е му овозможува да му даеме collision box, овозможува движење, го прави малце пореалистичен. И секако пакуваме со add и ќе користиме sprite. Зашто е sprite. Океј, кај да го ставиме сега? Него нека биде некаде на средина. Доле player. Океј, сега треба да имаме една статичка и слика. Да, еве го мало е. Сакате да зумирам тука или океј? Спрете слика, да. Океј. Не ми се свиѓаше толку на крај, ама нема веза, ќе осредиме тоа после. За направиме се движе, ќе ни треба да ги земеме и стрелките, зашто немам глувче, иначе ќе земевме глувче, ама сега ќе го движиме со стрелки. И исто има една многу лесна функција за земање на стрелките, тоа е input, keyboard, get cursor keys. И тоа е тоа. Сега може да ги контролираме стрелките. Ама за да не биде статичен и роботски, ќе му даеме малце физика. Ајде прво да му даеме set bounds
со set bounce го правиме малце по-реалистично движењето, да не биде само мрдана вака, туку да се движе. Нека биде 0.2, малку само. Ќе му ставиме set collider world bounce. Се тука и можно да имам typo, ќе видиме. True. Океј. Ајде да го тестираме дали, ствари не може да го тестираме уште затоа што имаме дадено движење, ама тоа што ја прави оваа функција е го држа во рамките на самиот канвас и не излева од сцената. И може да му даеме гравитација, затоа што веќе има физика на него. Па да не одлета некаде. Океј. Се си е супер, имаме физика, се може да го движиме и затоа што движењето спаѓа во главна логика на играта, тоа ќе го правиме во функцијата update. И затоа што веќе ги имаме дефинирано, ќе си користиме cursors, кој е лево is down, буквално гледаме дали е притиснато копчето, player set velocity, нека се движе за 160, ајде. Исто и ако сакаме се движиме на десно. Океј. По X е... Опа, не му кажав по која оска се движи. Нека се движи по X. Океј, а видиме што имаме сега оствари. Не ми се лодираше. Океј. Да. Океј. Го сейвнав ли? Player ми е дефиниран добро, keyboard е get cursor keys. Кај? Каде? Само што ја избришав. Нема треба да е со тоа. Добра работа што ја имаме веќе готовата. Кај ми е дефиниран, еве го, collide world bounce. Тоа е. Од true, set bounce. Ајде го копираме за секој случај, зашто да не. Без R, Ајде да видиме што ќе се деси. Ајде го ладираме тука, не се движе. Да, не, тоа е тоа. Нема врска тоа. Можам да го пробам, ама не е тоа. Опа, тоа било... Тоа било. Океј, ама можно да имам тука грешка, get cursor keys, create cursor keys. Не е get, ете грешката, затоа не функционирало. Затоа е добро, кога ќе се куца фейзер, да се има некоја документација. И окей. Да, ово е тоа што го имаме моментално, затоа што него сопираме движењето кога ќе прекинам да кликам на стрелките. Затоа ќе му речеме стој. Инаку пред да го направам тоа, сакам да ви покажам што ствари правиме со set world bounce. Ќе го почекаме на кратко. Ете го, не излезе од скринот. Тоа е тоа што го прави
Create World Bounce или како и да беше. И сега да го сопреме, за да може да играме уствари. Еве го сега. Добра. Down. Океј, тоа е right, не down. Океј, сакаме и да рипа, зашо да не? Па ќе напишем и еден услов за ако се движи по Y-оската. Сега разликата за Y-оската е што кај фейзер Y-оската inverted е кога ќе сакаме да идеме нагоре, уствари одеме по негатива, а кога ќе сакаме да одеме надоле, си одеме во позитивна насока. Сега не сакаме се движиме по X, сакаме се движиме по Y. Тука за тоа што сакаме да ни падне кога ќе застане уствари, му даваме малце повеќе брзина за да падне надоле. И еве го сега рипка. Малце мало, ама ќе порасне ако јаде. Океј. Сега за тоа што се движе, може му даеме и нешто пошто треба да се движе. Па го писнав 2 пати. Океј. Ќе му креираме тука некоја платформа. И сега се надевам дека ќе ја земам таа што уствари ја препознава фейзер. За тоа што ќе треба да му ставиме и на него collision box, ќе го дефинираме на следниот начин. Нека бидат повеќе умножина. Physics. Static group. Затоа што него нема да го движиме. Океј, и во platforms, затоа што само platforms нема ништо да направи, ќе идеме create. Нека се наоѓа некаде на 350, 400 и од платформ. Тука? Тука. Фала. И еве, малце преголема. Ајде да намалиме. Скалирањето со фейзер се дефинира со set scale. Нека биде на пола. Прекрасно. И за тоа што со set scale автоматски не се скалира и колайдерот, а ние ќе му ставиме колайдер, ќе направиме, ќе ја даеме функцијата што се вика refresh body. И нејзина цела работа е да го скалира collision box-от заедно со објектот. И може да направиме повеќе, зашо да не? Нека изгледа полно. И нека бијат една до друга. 300, 450. Валјда ќе се една до друга. Се една до друга. Ама за да му направиме полесно да рипа, нека се симне малце. Или ај нека биде 500. И сега веќе имаме нешто, арно, ама уште не може да скока на нив. Па ќе му ставиме и колайдер. Да, вака се додава колайдер у фейзер. Само викаш колайдер, толку. Фала. И ќе ги повикаме плеерот и платформите. Ја видиме се дали ќе застане на нив. Стое. Ајде да направиме малце по-интересна игра, ќе додаеме повеќе платформи. Па нека има повеќе. Колку повеќе, толку подобро. Овие ќе качиме малце повисоко. Ќе
Ќе ги тргнеме за исто малку понатака. Дали изгледат таман овие? Да, може да се каче на нив. Ајде и овие. Овие уште погоре ќе ги ставиме. И нека бидат малку 150, 200 и 250. Оп. Океј. И одмисля многу по... Но ова нема да рипаме на другата прегоре. Океј. За уствари да праве нешто играчот, да не стоја само така и да шета, ќе му дадеме еден обстекл. Нека земе звездичка. Сега јас која симнав сликата не видов дека има watermarks на неа. Се надевам нема да ме тужат. Океј, ово не сакаме да е статичко, затоа што ќе сакаме да го собере играчот, така што ќе го дефинираме со спрайт исто. Заборавам физик секој пат. И ќе оставиме на некоја од платформите, нека стое на средната. Океј, ова е преголемо. Ги гледате дури и watermarksот. Ај го скалираме. Два. Океј, два. Уф, ни два не е добро. Огромен фейл. Океј, ќе окачаме малце погоре. И имаме звездичка со watermarks. Сега, причината што на звездичката не ставам refresh body е затоа што на неа нема да ставаме колайдер, неа ќе сметаме како препрека и исто и за тоа Phaser има функција, се вика obstacle. Obstacle? Мислам дека беше obstacle. Океј, сега за сега не се решава ништо. Ама ние сакаме да ја собереме таа и тоа бие крајот на играта. За сега. Мене испадна дека ќе ми биде потешко со сумиран VS Code. Океј. Ќе речеме this. Пак ќе имаме физика. Add. Не сум сигурна дали е обстекл. Ајде да зирнеме. Требаше да ја отворам документацијата за да не ви давам спойлери. Overlap. Функцијата е overlap, не е обстекл. Упс. И на неа ги даваме усвари оваа функција ќе земе повеќе параметри од што јас сакам да ја дадам. Тоа се плеерот и звездата секако. Сега ќе треба да ја даваме некоја функција што ќе треба да ја повика, која ќе се оверлепне со звездата. Нека биде collect star, зошто да не. Се тука треба да ја даваме на што се врате после тој callback, ама е optional, така што ќе стане 0 и го пуштаме this. Сега мора да ја и напишеме таа. И тоа што сакам јас да се десе која ќе го collect star. И тоа што сакам јас сега да се десе која ќе се повика оваа функција е да ја снемат звездата. Затоа ќе направиме disable body. Океј. Прима два параметри, тоа се active и visible. И ставаме true затоа што со првиот параметар се трга од самата сцена, буквално се
брише од постоење, а со visibility се тргај од нашите очи. Ај нека има и некој текст, нека биде game done текст. Тој ќе оставиме visible кога ќе се повика функцијата. Може и да го повикаме тој текст. Стварно било тешко без клувче. Океј. Лаптопот не ми помага денеска. И ќе повикаме game over done беше, game done text. И исто и тој се додава на начин на add text. Да. Нека се наоѓа некаде горе на 300, 250, нека биде, нека вика фала на фала. На цели 10 минути пред завршување добив клувче. Нека биде you win со големи букви, колку извичници сакаме, зошто да не. Ќе му дадеме некој стил, нека биде font size 100 пиксели, зошто да не. Нека има боја, нека биде бело за да се гледа на нашиот екран. И иницијално ќе го ставиме овој текст да биде скриен. Океј, ајде да видиме што имаме сега. Ќе го имаме Phaser Dude и да ја фаќа you win, малце на полошо место. Ама тоа не е се. Имаме една сцена, ама може да дајме повеќе сцени. И што се дешава, се пак можам да го движам. Не е тоа интересно. Затоа, кога ќе повикаме оваа collect star, може да имаме this scene. И сега, можно да ја сгрешам. Ама ајде да видиме. Многу брзо беше ова. Океј, може да се средат и овие параметри. Не, ај подобро да го немаме ова за сега. Да. Тоа што ти смета го коментираш. И така багови не се раѓат. Океј, да. Па, не знам дали зборев предолго или не, така да ќе прекинам тука. Ово што се дешаваше сега со инстант рефреширањето ради тоа што треба повеќе се спрема на тој дел, не е само рефрешнија сцената. И по дефолт фейзер е 60 frames per second, така што и тоа може да се смена, може да се симна на 30, мислам дека би било окей. Така што, да, тоа е тоа од мене. Да. Немам слайд за прашање, така што секунда. Имаме ли прашања? Дигнете рака. Здраво. Во дадениот пример видовме дека колајдерите се од типот на бокс колајдер. Да. Дали енџинот поддржува и пософистицирани колајдери со цел да се добие подобар тип на колизија, типот на меш колајдери и слично? Да, ама тоа е малце покомплексно и уште немам навлезано во него, зашто како што кажав, само 2 недели го учев ова.
Арно, ама исто како што поддржува шейдери, тоа заборавив да го кажам, да, поддржува шейдери луѓе, поддржува и мешови, дури може и самиот спрайт да биде анимиран, не мора да е волку статички. И затоа бара спрайт шит што после се анимира да се прават и анимации. Така што може да се прават многу посложени работи у Phaser, само сега одлучив да бидам ептен по кратка и ептен beginner friendly. Извинете, друго прашање. Јас би го поставил од фронтенд перспектива. Дали има некој помошни класика за responsive web дизајн или нешто така, да може да се прикажи, значи става апликација на различни скринови на некои мобилни апликации или слично? Да, Phaser може да се користи на телефони, не на апликација за тоа што е веб базирано и се користи само на веб браузери. Ама исто може да се имплементира и со React. Тука може да се направи респонзивно. Вака може, да, ама пак ќе треба да се направат истражување на кои браузери ќе поддржува нашата игра. Зависи од тоа што ставаме во играта, затоа што има некои ствари што не ги поддржува секој браузер, не само WebGL, туку и други работи. Така што да, може, ама препорачливо е со React. Јас имав почнато, ама мислам дека тоа за следниот пат ќе очувам. Благодарам. Други прашања? Здраво. Пошто спомна дека Y оската инверта, дали тоа значи дека горен лев ќе оше почетокот на оските или од каде е 0-0? 0-0 е таму кај што ќе се сеќат. Така што, ќе го покажам. Стандард XY оска, почетокот на X не е секојаш средината, така што навака ни иде негативно, навака ни иде позитивно, ама тука кај што се сеќат е координатниот почеток и нагоре оде негативно, а надоле оде се е исто, само што различна. Да, ма дека пример тие платформите што се лево беа ставени со позитивна бројка, а се од лева страна на секунда. Ово е ради тоа што, усвари да. Да, управо си. I was wrong. Дефинитивно растат. Вајде горе лево, претпоставам? Да, сигурно. Се немам толку позанимавано со тој дел уште, за тоа што... Океј. Фала. Уште некој прашање дали имаме? Show of hands? Во тој случај би ве замолил уште еден голем аплауз за Габриела.